Poštovani prisutni, poštovani колеги, Ваша екселенциjo, македонската полиција е во интензивен период на корените реформи во речиси сите области од нејзиното функционирање. Процес кој што е неопходен и суштински. Не само од аспект на воспоставување на поквалитетни вредностни, професионални, стручни и нормативни стандарди и критериуми во работењето на организационите единици во Министерството, туку и во поглед на наше приближување и хармонизирање со современите практики на политичко работење на нашите партнери, земјите од Европската унија и НАТО. Особено е важно што и овој пат ја имаме целосната, безрезервна поддршка на мисијата на ОПСЕ во Скопје, чиј што досегашен ангажман во низата заеднички проекти, пред се во рамки на Министерството за внатрешни работи, ни дава за право искрено да веруваме дека и сега заеднички ќе направиме квалитетна основа за надамошното реформирање и развој на нашата полиција во современа, мобилна, транспарентна, стручно и професионално оспособена институција која што ќе биде достоен и кредибилен сервис на сите наши граѓани. Втемелувањето на нови стратегии за управување со човечките ресурси, за развојот на Центарот за политичка обука, за вклучување на заедницата, за комуникација, како и за ревидирање на дисциплинските постапки, што во наредниот период ќе бидат предмет на оваа наша заедничка иницијатива меѓу Министерството за внатрешни работи и мисијата на ОПСЕ во Скопје, се од огромна и би рекол повеќе значна вредност. Имено најпрво за очекување да добиеме далеку подобри нормативно-концепцијски рамки во посечените области, што на стратешко ниво ќе ги детектираат и офатат сите слабости, потреби, надградби во соодветните организациони единици. Потоа таквите рамки ќе отворат простор за посеофатно и се разбира поквалитетно и поефикасно оперативно структурирање, организирање и делување на соодветните служби. Трето, не и помалку важно, ќе реперкуираат со фидбек, чиј што дополнителна придобивка ќе биде не само на тамошното етаблирање на законитоста и стручноста во работењето, туку и на пошироко отварање на институцијата кон јавноста и изголемување на нејзиниот јавен кредибилитет и интегритет. Оттаму, без никаква претенциозност, очекувам работните групи од Министерството и експертите од мисијата на ОПСЕ во наредниот период динамично и конкретно да понудат креативни, издржани и одржливи решенија што ќе имаат јасен, мерлив и проверлив ефект и во делот на нивната стратешка конституција, и во делот на нивната имплементација, а конечно и во делот на нивната практична операционализација. Убеден сум дека во реализација на оваа заедничка иницијатива ќе пристапиме крајно одговорно, дотолку повеќе што станува збор за стратешки документи кои ни се потребни. Секако како никогаш порано, а согласно приоритетите на владата на Република Македонија и на Министерството за внатрешни работи, за темелно реформирање и елиминирање на напластени институционални и системски проблеми, заради кои што нашата држава во изминативе години беше втурната во сериозна стагнација. На крајот на краиштата сакам да порачам и на колегите што директно ќе бидат задолжени за реализација на оваа иницијатива и на нашите партнери од мисијата на ОПСЕ, дека имате мојата максимална поддршка околу овој заеднички ангажман и врз основа на овие принципи за кои што говорих претходно. Благодарам на внимание.